Голем број од примателите на социјална парична помош ќе останат без социјалната помош поради тоа што владата на ВМРО ДПМНЕ ги блокираше сметките на примателите за социјална помош за неплатена радиодифузна такса. Наместо да се воведат мерки кои што ќе ги ослободат примателите на социјална помош од плаќање на јавните добра, ние имаме извршување на социјалната помош. Исто така, владата на ВМРО ДПМНЕ 11 месеци нема исплатено субвенции за намалување на енергетската сиромаштија. Извршителите ги блокираа сметките токму и на овие граѓани кои што не ги подмирија сметките кои што се однесуваат на потрошувачка на енергија. Истражувањата спроведени во Македонија зборуваат дека над 65% од семејствата и домакинствата приматели на социјална помош се материјално лишени, материјално депривирани. Всушност не може да ги покријат месечните трошоци заради недостаток на ресурси и материјални добра. Токму овие блокирани сметки, за кои што имаме доказ на приматели на социјална помош, зборуваат за неефикасноста на системот на социјална заштита. Токму истражувањата кои што зборуваат дека примателите на социјална парична помош живеат во материјална депривација или се материјално лишени, ни овозможуваат да зборуваме дека финансиските трошоци кои што системот за социјална заштита ги обезбедува или надоместоците кои што ги обезбедува државата за примателите на социјална помош се апсолутно недоволни, а да не зборуваме за фактот дека таа и доцни. Овој поразителен факт ќе треба да го надминеме со дополнителни мерки за социјална политика. Владата, идната влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе реализира низа планирани мерки и активности за надминување на сиромаштијата и социјалната исклученост, низа на мерки кои што се однесуваат на ревидирање на социјалната политика. Денеска ќе промовираме 3 мерки на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Првата мерка се однесува на тоа дека корисниците на социјална помош ќе бидат ослободени од плаќање на јавните добра. Пример за тоа е радиодифузната такса, од која што ќе бидат ослободени. Следно ќе воведеме прогресивност во плаќањето на јавните услуги. Всушност, плаќањата за детските градинки ќе бидат подложни на прогресивност. Оние кои што имаат 3 пати повисоки примања од просечните примања ќе плаќаат повеќе од оние кои што имаат просечни примања во државата и секако најсиромашните граѓани ќе бидат ослободени од плаќање на оваа давачка до 90%. Последната мерка се однесува на намалување на енергетската сиромаштија. Всушност, ние нема да се обраќаме со предлог мерките за енергетска сиромаштија само кон примателите на социјална парична помош и постојана парична помош, туку ќе се обраќаме на поширока група на домакинства кои што не може да се ги покријат овие трошоци. Токму овој индикатор за квалитетно загревање на домот е основен индикатор за материјална депривација или унапредување на квалитетот на живот на граѓаните кои што живеат во една држава на Европската комисија. Социјалната политика која ќе ја спроведува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја зголеми моќта на луѓето над сопствените животи. Со тоа ќе направи промена на односите во општеството и економијата, а со тоа ќе се унапреди квалитетот на живот и ќе се направи подобра распределба на парите во државата. Ви благодарам.